Четвртата недела од Великиот пост е посветена Света недела, а традиционално со голем црковно-народен собир се прославува во село Теново. Чествувањето на празникот започна во манастирскиот комплекс на село Теново посветена Света недела. Се одржа Света Василиева литургија која отслужи парохискиот свештеник отец Нинат Ѓорѓевски. Можеме да го поставиме прашањето дали спасението на луѓето се случува преку чудо. Дали преку чудо бива отворање на нашите двери на Царството Небесно, не гледајќи на нашите гревови, на нашата неправда, на нашето несовршенство. Не, туку тие двери се отвараат пред нас само преку силата Божја. Некој можеби ќе помисла дека само со нашите добродетели ќе можеме да ги отвориме тие врати. Никогаш и никој то не може да го постигне со своите добродетели, колку и да се труди исти да ги има. Бог ги отвора тие врати на вечноста пред нас како одговор на нашата вера. Доколку верата е искрена, тогаш и нашите дела ќе бидат плод на таа вера, а воспротивно верата без дела е мртва, ако што вели свети апостол Јаков. Бог така благоволил, односно не сакал да не спаси без наше учество, па затоа и бара од нас вера. А свети Јован Златоуст вели, самата вера не може да ни ги отвори дверите на рајот, нив ги отвора самиот Бог, слично како што направил чудо во денешново евангелско четиво. Го излекувал глувонемиот младич, но откако неговите родители исповедале дека веруваат. Верувам, Господи, помогни на моето неверие. Ова недела од Великиот пост уште еднаш нека ни послужи за проверка на нашето духовно растење. Поминаа 4 недели од постот и секој еден од нас треба да си постави прашање како го поминал овој постен период. Дали од нашиот живот ги отфрлиме лошите постапки, лошите мисли и дела? Дали ги осекуваме лошите навики кои ни ги откриваат, ни го трнуваат нашето внимание, не водат кон порочен и грешен живот? Дали стекнаме духовни сили, за да можеме да си скачиме на повисоките скалила на духовноста за време на овој посен период? Или пак дозволиме 4 недели да ни поминат безполезно во расејаност, во секојдневни грижи, далеко од верата и од добрите дела? Да се обратиме кон всемилостивиот Бог, Он да ни даде благодатни сили, па да можеме со нашето искрено вистинско верување, молитвите да одиме напред, да си скачиме по скалилата на нашиот духовен препород, да одиме од сила во сила кон Царството Божјо. Да се помолиме на свети Јован Лесвичник, тој да ни ја зацврсти верата и по неговите молитви Бог да не води кон духовниот раст и да ја направи нашата вера жива, делотворна, сега и секогаш и во сите векови. Амин, на здрави, на спасение, на многу години. Одбележувањето на денешниот ден во ова подсувогорско село е традиција долга повеќе од 80 години. Доше на посета мало овде. Секоја година доаѓате на овој ден? Па Бога ми често доаѓаме, баш секоја година не, ама доаѓаме. Го посетуваме манастирчето, многу ми е вака, ми е убаво што доаѓаме и прекрасно е да се продолжи вака натака. Да доаѓаме секогаш, да се држи традицијата на црквата. Тоа е. Јас сум од ова село соседно Стенче, 76 години имам, Јане Герасимовски. Не памтам да не сум дошол нова црквище, се што е вака обновено, иначе беше мало другчие беше па изградено. Секоја година, кога сум слободен, се го посетувам и кога се светеше, го светеше поранешниот владика Кирил. Беше средина на летото, кога се светеше овде, црквичево. И сакам да ти кажам, ова црквище некогаш за време Турската империја, се до тога се водело наше, освенчено. А за време во средината на Отоманското царство, бил некој евреин овде учител во Теново, го взел и наше од овде еден и го предал. Зашто ми имаме горе Света Петка, имамо други црквичи и наши бе се сложили, нека има и тие.
А иначе не беше ваке. То беше мало едно црквиче. Ја као дете, ова беше све сливи посено навамо, па сме јадене, сме паселе говеда овде, да. На Вардар доле сме ги лежене, овде ќе дојаме, ќе одмараме, да. Ова традиција е одамна, не памтам ја, речем, да кажам, негде, имам ја 73 години, веќе ми како дете сме иделе овде, стално, значи секоја година, така да традицијално не е битно, славата е на Теново, меѓутоа не значи дека славата на Теново се собираат сите речеме од околина, речеме Тетовска. Од црковниот одбор велат дека традицијата на овој ден да се посетува манастирскиот комплекс се повеќе ја прифаќаат младите. Оттаму планираат да градат и пропратни објекти во дворот на манастирот. Тука на повеќе да луѓе што има ветено за здравје, да донесе стварче, кој што ветиот да се донесе. Собиро добри, луѓе да сите се познати и се познаваат и многу добро е. Како се празнува, начинот на празнување, како започнува? Начинот на празнување тука со отворање црквата се бајле, палење луѓе до свеќе палат, попот ќе дојде ќе си очита молитвата и после молитва има лиситација, луѓе кој како што си има потреба, ќе седи и си ида дома. Мислам, се враќа дома. Гости кои што има пријатели ќе му дојдат, така. Како оди традицијата од година на година? Дали помасовно прифаќаат ли младите? Сега, времето како што иде, сега уназад едно 3-4 години, повише млади идат тука, него повозрастни. Да, тоа. Кои се идни планови, дали се планира нешто Одека манастирски комплекс или пак? Кај манастири, да. Одека сега планираме, сакаме да правиме една поета за луѓе кои ќе дојдат, да имат да седнат селото да им дава ручек, да не идат по куќи, да биде собирано у едно место. Местноста околу црквата нуди и можност да се помине еден ден во природа. Во Теново дене се збираат сите, а пред се младите. Некои со друштва скара и добра музика, а други пак радувајќи му се на богатиот панаѓур. Православните верници денес го учествуваат празникот посветен на Светата Великомаченица недела, која се паѓа во четвртата недела од Великденскиот пост. Празникот традиционално со црковно-народен собир беше одбележан во тетовското село Раотинце. Прославата започна со мал водосвет и режење на славскиот колач во црковниот двор на православниот храм Света недела во Раотинце. Отцу и Сину и Святому Духу, и нине и присно и во веки веков. Амин. Святи бессмертни, помилуј нас. Святи Боже, святи крепки, святи бессмертни, помилуј нас. Да внимаваме мир на сите. Господ е моја светлина и моја спасение, од кого ќе се бојам. Господ е заштитник на мојот живот, од кого ќе се плашам. Премудрост. Голем беше бројот на верници кои денес дојдоа во патроната црква Света недела во Раутинце за да ја оддадат почит на Светата Великомаченица недела, да запалат свеќа и да се помолат за здравје и спасение. Да бидеме миротворци во светот и на тој начин да станеме во потполност наследници на Божјето ветување на она што е кажано во блаженството. Затоа што на оние кои што се родени од утробата на црквата, на нив им приличи да се наречат синови Божи и да ги исполнат пораките од Евангелието, кои што се за нас единствена, неизменлива порака со одвечен и универзален карактер, нашето свето православие, нашата вера убава. На друго место почитувани се вели: возлюби го Господа својот Бог со сето своје срце, со сета своја душа, а исто така возлюби го ближниот свој како себе си. А мојот ближен, почитувани, е првенствено оној кој што е непосредно во моја близина, а се разбира секој еден
роден на земјата, секој едно човечко суштество, без разлика дали е тоа на нашето работно место, дали со него се среќаваме на улица, дали ќе се сретнеме во автобус при патување, во авион, тој е нашиот ближен, затоа што е тој исто така создание Божјо. Господ рекол: мир ви давам, мир ви оставам, да се љубите еден со друг. Традиционално за прославата на Света недела во Раутинце се дели од славскиот колач во кој се наоѓаат парички кои ги одредуваат кумовите за следната година. Се верува дека оној што ќе има среќа да му се падне паричето, ќе има здравје, мир и беричет во домот во текот на годината. Жарко Заревски, го најдов паричето, среќен, среќа и здравје на сите, Раутинчани и околу. Црквата Света недела во атарот на село Раутинце е возобновена во 2007 година на темели на стара црква. Местото на кој изградена е познато кај верниците и по чешмата од која се верува дека тече лековита вода. Како и секоја година, така и оваа година на место викендот Света неделја, кај што постои верски објект црква Света недела, се одржува четвртата недела од Великиот пост народен собир. Ова место инака се наоѓа во село Раутинце и е доста примамливо за како и за верниците, така и за обичните луѓе и за туристите. И од ова место ги повикувам сите што сакаат да најдат што телесен мир, душевен мир, кај што сакаат да најдат може да посета, да му се израдуваат на местото, да се израдуваат на убавиот фреско живопис. И нека црквата е фреско живописана од Зограф Полошки и Зоран Бошковски и е у функција, секојдневно е отворена, така што може и да дојде на викенд, може и да дојде и за други прилики. Света недела се родила во Мала Азија како дете измолено од Бога. Кога пораснала се развила во убава девојка, но таа одбивала да се врзе со некој друг освен со Христос. Еден од одбиените просители откако во себе ги разбудил злите мисли, ги покажал пред властите Света недела и незините родители како христијани. Сите биле изведени на суд, мачени, а најпосле и погубени. Вкупна материјална штета од 2200 денари била причинета на црквата Свети Никола во тетовското село Копанце по тешката кражба што засега непознати сторители ја извршиле ноќта помеѓу петок и сабота, информираше портпаролот на СВР Тетово Маријан Јосифовски. Случајот го пријавил во текот на вчерашниот ден 73 годишниот ЧЕ од Копанце. Според неговата пријава и полицискиот увид било утврдено дека сторителите влегле во црквата откако го скршиле стаклото од влезната врата, пошто од внатрешноста на црквата одзеле околу 1700 денари во разни поени и заминале без да бидат видени од никого. Полицијата презема мерки и активности за откривање на сторителите и расчистување на пријавеното, рече Јосифовски. Поголема количина непозната зелена тревлива материја, најверојатно марихуана и таблети екстази, открила полицијата при вчерашниот претрес во куќата и помошните простории на 33 годишниот љЦ во Тетовска Мала Речица, информираше портпаролот на СВР Тетово Маријан Јосифовски. Претресот за што имало соодветна судска наредба бил спроведен во периодот од 18 часот и 30 минути до 19 часот и 30 минути. При тоа во приземјето од куќата била пронајдена кеса со непозната тревлива материја, најверојатно марихуана, чија количина дополнително ќе се утврдува, додека во комода дигитална вага со зелени остатоци на неа. Истовремено во 3 помали кеси обвиткани со целофан биле пронајдени вкупно 131 таблета екстази со различна форма и големина, додека љЦ бил однесен во полициската станица во Тетово, од каде по извршениот разговор бил пуштен. По расчистување на сите поединости во соработка со јавен обвинител против љЦ ќе биде поднесен соодветен поднесок во редовна постапка, рече Јосифовски. Во основното музичко училиште Енвер Стафаи во Гостивар деновиве интензивно течат подготовките за свечениот концерт по повод патрониот празник кој се прославува следната недела. Во исто време управата и администрацијата се подготвуваат и за уписот на нови ученици, кој ќе се спроведува во текот на месец мај. Последниве години се бележи зголемување на интересот за посетување на музичко училиште, кое не е задолжително, туку е по желба и волја на родителите и децата. Би упатил до сите родители кои се љубители на уметноста да дојдат да ги упишат учениците
да ги запишат учениците во нашето училиште. Бидејќи ова училиште е перспективно училиште, кое децата од најмлада возраст им помага во учењето и за нивното понатамошно учење и развивање. Интересот е голем. Сега, за разлика од поранешните години, сега и родителите се многу заинтересирани да ги носат децата, да ги запишуваат децата и значи имаме од прилика до 150 ученици кои се редовни и многу се задоволни како родителите, така и учениците со одвивањето на образовниот процес во нашето училиште. Сепак за поголема популаризација на музичкото образование во Гостивар, неопходен е нов кадар во училиштето и проширување на понудата на инструменти што се изучуваат, смета Адеми. Тие неколку години наназад доставуваат барања до министерствата, но досега не добиле позитивен одговор. Планираме и секогаш во нашите барања доставени до Министерството за образование, а од таму ни велат дека доставуваат до Министерство за финансии, дека ќе имаме нови работни места за изучување на други инструменти, како флейта, гитара, виолина и така натаму, па се надеваме дека од ова учебна година че можеме да добиеме нови работни места за изучување на овие инструменти. Актуелно учениците во основното музичко училиште задолжително изучуваат солфеж, а од инструменти може да избираат меѓу клавир и хармоника. Свечениот концерт по повод патронатот на школото ќе се одржи на 30 март во Центарот за култура Аснон во Гостивар. Партиите на албанците на погрешен начин ја потпишаа и на погрешен начин ја презентираа платформата, а со тоа им даде алиби на председателот Ѓорги Иванов и на ВМРО-ДПМН да се фаќаат за сламка за спас од состојбата во која се наоѓаат, вели поранешниот пратеник Насер Зибери во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Дефинитивно мислам дека политичкиот естаблишмент игра на една многу опасна карта, да искористи евентуален конфликт меѓуетнички за покривање на својот политички резултат кој досега го има. Сметајќи дека тоа ќе ги амнестира од направеното, односно ненаправеното, се разбира дека тоа е една многу опасна игра, бидејќи внесувањето тензија на меѓуетнички план продуцира сама по себе нестабилност со можности за безбедносни реперкусии по земјата. А тоа се разбира не оди во прилог на ниту една политичка партија и на ниту една етничка заедница, ниту на целата држава. Ако на никого не им одат во прилог меѓуетничките тензии, тогаш зошто придонесуваат политичарите за нивно разгорување? Која е причината? Му оди во прилог на структурите политички кои не се спремни да ги почитуваат резултатите од неодамно спроведените избори во Република Македонија. Резултати кои треба да продуцираат органи на власта кои ќе бидат одраз на изборот, односно волјата прикажана на изборите. Словото на Уставот во оваа смисла е многу јасно. Мнозинството добиено на избори има уставен и политички легитимитет да ги конституира органите и во име на таа политичка изразена волја на изборите да владее до наредните избори кои може да бидат предвремени или регуларни.
Мислите на ВМРО ДПМН која не го почитува сега парламентарното мнозинство? Прво мислам на претседателот на државата, кој по уставот е должен, повикан, да ги почитува изборните резултати и врз основа на тие резултати да ја изврши неговата по устав должност и надлежност, а тоа е доделувањето на мандатот. Се разбира, тука е и ВМРО ДПМН, која во ниту еден момент, иако ги призна резултатите од изборите, не е спремна да ја почитува волјата на граѓаните претворена во изборни мандати пратеници во собрание, тие пратеници кои сега имат мнозинство, да ги конституираат органите. Целосното интервју на Радио Слободна Европа со поранишниот пратеник Насер Зибери ќе имате можност да го гледате денес на програмата на телевизија КИС со почеток во 19 часот. Времето денеска беше променливо облачно, а попладне со услови за повремени врнежи од дожд проследени со ретки грмежи. Утринската температура се движеше од 2 до 9, а дневната од 15 до 23 степени Целзиусови. Утре ќе имаме слично време на денешното, облачно со можност за слаб дожд и опаѓање на дневните температури кои ќе се движат во интервал од 1 до 3 минималните и од 7 до 14 степени Целзиусови максималните температури.